Какви се вашите утрински ритуали, не знам, ама едно сум сигурна дека секој еден од нас има различни ритуали за почеток на денот. Некој прави вежби, гимнастика, некој првата работа која што ја прави е да си го стави своето кафе, можеби какао или чај и веднаш така да го започне денот. Некој веднаш го зема телефонот и започнува да комуницира со телефонот, додека има луѓе кои што денот го започнуваат со молитва, медитација, благодарност или што и да е. Но првата наша утринска гостинка заедно со нашата колешка Оливера ќе ни откријат за еден многу здрав утрински ритуал кој што го допира какаото. Топло добре дојде за вас, две дами. Прекрасно, празнично ми изгледате и така и се чувствуваме сите во овие денови, но темата навистина ме се интересира и мене, така да со задоволство ќе ве слушам. Така е, благодарам, Суза. Денес наша гостинка е господја Валентина Петкова-Николовска, која е создавач на еден производ кој што ќе можете и вие да го пробате доколку се јавите на нашите телефони и оставите податоци. Тројца од вас ќе добијат по едно пакетче од какао потенција. Станува збор за какао производ. Производ кој што треба да се конзумира во текот на денот неколку пати, до 3 пати. Мислам дека ќе го објасниме тоа со господјата, со тоа што апсолутно ќе ги внесете сите оние потребни антиоксиданти и здрави минерали кои што ги има во производот. Но да почнеме од почеток. Прво, добро утро и благодарам Вале што ја прифати поканата. Ете пред новогодишно да дадеме можност на граѓаните како да ја започнат новата година со здрави ритуали и здрав начин на живот, да го заменат кафето со еден производ кој што е навистина многу важен за нашиот организам. Добро утро, благодарам на поканата. Добре ве најдов. Така, верувам дека приказната е инспиративна. Може и ќе кажеме дека секој од нас носи некоја своја приказна. И приказната со создавањето на какао потенција всушност е твоја лична приказна. Можеме ли да кажеме како дојде до идеја да создадеш еден ваков производ? Вака, јас прво да се извинам дека малку ми е гласот трапав. Сум настината, така на нос зборувам, да, затоа нели се двоумев дали да бидам гостинка во емисијата, но сепак дојдов. Вака, приказната за какао потенција е многу долга, долго време траеше додека стигнавме до конечна реализација. Причината беше што, значи, 2004 година јас забременив, меѓутоа беше тоа неуспешна бременност и нели како може тоа да не се случи, зошто не се случи, и така почнав малку да истражувам која е причината, нели, зошто, например, дошло до неквалитетна јајцеклетка или да речеме до слаби неактивни сперматозоиди. И почнав да се истражувам на долго и на широко, да речам, скоро секој ден поминав по едно 4 часа во читање, прочитав многу литература, да, не само на интернет, туку и книги купував, читав за состојките и некако дојдов на идеја да направам првите состојки, нели, што ми дојдоа, кои состојки се најмногу афродизијачки. И излезе дека е какаото. И после, нели, какаото како само по себе, сакав да го надоградам и како би му се зголемиле моките, така да додадов уште други состојки, за да се зголеми неговата афродизијачка моќ. Освен тие состојки како афродизијак, има ли некои други хранливи работи што може и нели другите луѓе да го конзумираат? Да, ќе ве објаснам. Значи вака сега, какао потенција е производ кој што е составен од 14 состојки. Значи тоа се ароматични и зачински растенија. Сите зборуваме за комплетно природен производ без никаква хемија. Доколку се консумира една лажичка, таа доаѓа како замена за кафе.
да ви даде една кафена лажичка. Една кафена лажичка. Се вари, термички се обработува? Не се обработува термички. Значи една кафена лажичка ви дава виталност и енергија. Меѓутоа, 2 кафени лажички, односно дозата е 10 грама и таа е препишана доза во текот на денот. Таа веќе почнува да делува и на либидото и кај жените и кај мажите, затоа што и составот е така одбран. Рецептата е малку надоградена од првичната, за да ги изголемиме афродизијачките својства во смисол за посилно подкревање на либидото кај жените и кај мажите. И ти ја прекинав приказната, откако ги истражи сите тие својства на какаото, додаде и други зачини, што се случи? Па, знаете како се одвиваше приказната? Значи, ние почнавме какаото да си го пиеме дома со сопругот, така, ќе помене некои роднина, пријатели, ајде ќе се напиеме од време на време какао, ќе се напиеме какао. По една лажичка? Да, и по 2. И некако си ветив дека кога ќе имам дете, ќе продолжам да учам. И, нели, си родив... Се создаде Тими? Да, се создаде Тими, си родив синче и одлучив додека тој учи да учам и јас. И така се запишав на факултет. Сега кој факултет, нели, меѓутоа, бидејќи претходно студирав на правен, завршив и родови студии и си велам нешто што ми е најмногу поврзано со работата во фирмата кај што работам, ми е квалитет и безбедност на храна. И се запишав на земјоделски факултет. И кога стигнав веќе во 4-та година, имав задача да одберам семинарска по предметот овошји и обработки од овошји. И гледам тема какао. Одлично. И какао. Се кликна работите? Да. Отидов кај професорката и кажав, извинете професорке, јас имам какао, рецептата ми е веќе многу долго, значи 10 години ја имам веќе, ние си го пиеме, јас би сакала оваа тема да обработам, ама ќе направам најубава семинарска, ја направив најубава семинарската и сега требаше да се одбере дипломска. Во темите кои што беа зададени, некако тоа нели, секоја тема си беше убава, меѓутоа мене какао нешто ме грицкаше. Ни сите години се провлекува какаото. Цело време ми се провлекува какаото. И побаравме од ректоратот, не беше даден во темите, ни одобрија и јас дипломирав и на тема какао и какао пијалаци со огромно задоволство и огромна благодарност до сите професори кои што ми беа во комисија за околу дипломската и сите останати професори на факултет кои што знаеа за овој производ и ми дадоа максимална поддршка. Ми дадоа упати, нели, каде да се обратам, на што да обрнувам внимание, околу составот, значи веруваа во тебе и во производот. Какао потенција. Да, пред да продолжиме, може да се јавувате во режија, да ги оставите вашите податоци, тројца од вас ќе добијат по едно пакетче од какао потенција, кое што може да го конзумирате, со вашите блиски или ете со гости околу новата година. Вие ќе одберете со каква доза. Така е. Да ги почастат гостите или дома да си се почастат. Така, верувам дека ќе стане и наш ритуал, нели, бидејќи ние наутро се будиме многу рано и слично, ни треба енергија и виталност, освен за подигање на либидото, ова какао може да даде енергија во текот на денот. Тоа сакав да ви кажам, бидејќи какаото како производ, прво, да проследиме историјата накратко, значи зрнцата какао се користеле како монети. Значи зборуваме во 6 век кога е откриено какаото, бил толку скап производ и бил достапен само на елитата. И служеле како монети за купување на имоти. Златото не било толку вреднувано колку што било вреднувано какаото. Наполеон исто така, кога одел кај својата љубовница и кога одел на фронт, тој секогаш со себе носел чоколадо, а главниот состав на чоколадото е какаото. За сите убави ситуации, значи ние како подарок носиме чоколадо. Затоа и останала таа традиција. Да, затоа што токму тоа
чоколадото кога го консумираме ни доведува до стимулација на хормонот допамин, на среќа, задоволството и среќата. И затоа во сите убави моменти, уствари, ние јадеме чоколади. Колку повеќе го јадеме, толку повеќе ни се... Стануваме зависни од неговата потреба. Какаото е главна состојка во чоколадото. Така, јас вчера прочитав дека до 2050 година поради климатските промени има ризик да нема какао и чоколадо, ама да се надеваме дека до тоа нема да дојде. Искрено не би сакала да се случи такво нешто. Вака сега, какаовецот како растение е многу отпорно растение и дури има до 2 берби во текот на годината. Значи, отпорно е на инсекти, нема потреба многу големо третирање, меѓутоа начинот на обработка е многу сложен процес и мислам дека тоа луѓето ги одвраќаа од обработката, не знам во нивните земји која е цената. Таму па додека си била во тие земји каде што не многу би сакала да посетам. Толку си посветена на овој производ. Да, многу би сакала да посетам, меѓутоа да сме здрави и живи, нели животот е пред нас. Ке се случи и тоа, не се. Да. Ја одбрани дипломската работа, се уште се конзумираше какаото да, и ние со пријателите и и веќе почна вака поблиски и подалечни, ајде направи, нели, дај од какаото, нели, така. Почна да се расширува убавата енергија со какаото, затоа што и во медитативните процеси има медитативни сеанси кај што исто така се прават со какао. Значи, не е само, нели, како напивка, туку бидејќи содржи многу витамини, содржи многу минерали, содржи многу антиоксиданси, да, премногу е богато. А секако, неговата моќ уште повеќе се зголемува и со останатите состојки, што ги содржи какао, потенција. А што друго содржи ова какао? Содржи цимет, содржи ѓумбир, содржи карамфилче, машко оревче има, епимедиум, трибулус терестрис, галагал, мака и овес и уште гинко. Јас ке ги почастам подоцна колегите и верувам дека... Да, би сакала да го пробате и да ми кажете. Да. И така, си го пиев и на работа, па почна, нели, колегите, ајде јас да пробам, ајде јас да пробам. И така, со двајца колеги, во случаен разговор, излезе идејата, ние тројца да формираме тим и да почнеме и официјално да го произведуваме какао потенција. Во производниот дел сум јас, финансискиот дел е Горан и Флорим е околу организација, маркетинг, менеджмент. Мислам дека сме супер екипа, голема благодарност на нив што некако наеднаш дојде идејата, иницијатор беше Флорим. Ке ги поздравиме. Многу е важен тој ветер во грб, нели? Да. Производот бил тука толку години, меѓутоа некој да ве подбутна и да ви даде надеж. Знаете како, јас држев и презентација и во пивара кај моите пријатели во Мотива. Имав многу дегустации на какаото и во Австрија, во Германија, и Хрватска, и Бугарија, и Србија, значи каде се не е однесено. Меѓутоа некако каде се не се обратив, значи ајде да се почне со какаово. Меѓутоа, нели, се си доаѓа тогаш кога треба да дојде во моментот. Џабе ние форсираме кога сакаме, кога треба да биде ќе биде. Да, да. Така. И сега веќе го има во маркетите. Да. И може да се купи. Да, значи сакам да ви кажам дека ова е првото пробно производство, првите количини, првата серија, значи ова е првата серија. Веќе во Китго, Вива Фреш и во Жито маркетите за почеток се дистрибуира. Не сме постигнале во сите места да однесеме, меѓутоа, нели, постепено секој ден понекаде се носи. Така, верувам дека значи, и после вашето гостување ќе имате можност и уште поголем пласман на какаото. Јас навистина посакувам да се оствари сонот до крај. Благодарам. Да, бидејќи сте креативна
подолго време ве следам, ве пратам и мислам дека заслужува нашиот народ еден ваков производ. Најважно е тоа што е 100% природен, што се сакаме, значи ние како тим навистина сакаме квалитетен производ, бидејќи приказната. Ова не е комерцијален производ, значи не е со комерцијални цели направен. Ајде сега ние ќе направиме производ, па ние сакаме да оствариме профит. Значи, од самиот почеток гледате дека има премногу љубов. Самата мака ме натерала да се вложам во ова. Љубовта го разви производот на ова ниво на кое што е. Нели, би сакала да постигнеме успех секако, затоа што на толкав ангажман време беше после 20 години. 20 години помина? 20 од години, првичната? Да, од првичната идеја помина 20 години. Нели, сега некој ќе си рече, нели, девек. Целта е постигната, ти ми веќе е пораснат. Ти ми е пораснат, да. А првичната цел беше желбата за потомство. Точно, да. Навистина така и почна. И сметаш дека токму какаото тоа го направи? Значи, вака ќе ви кажам, какаото потпомогнало, меѓутоа не сме да се заборави медицината. Така. Значи, и тоа е и целта на овој производ. Целта е да потпомогне. Ова не е лек. Не е лек, туку, меѓутоа да, е... ова си е храна. Така, дополнување. Да, дополнување. Освен со какаото, како што кажав и на почетокот, ти си креативна личност, создаваш и други работи, одиш на некои модни снимања и слично. Некако си каде ми има. Да, и создаваш со сопругот и декоративни кутии за подароци. Да. Пака, со сопругот изработуваме кутии за картонски кутии за подароци. Уствари тоа и ни е целта, еколошко пакување, да не се загадува околината, нели, нешто што може потоа да се рециклира. Со тими создаваме модни приказни, многумина ме познаваат по модните приказни. Не сакам модата да се доживее само како парче облека што се носи на нас, туку така и почнавме. Го гледавме филмот Убавицата и ѕверот и ти ми си замисли дека јас треба да бидам убавицата, а тој да биде ѕверот и ме натера да, бидејќи шијам и помалку, нели, нешто си креирам сама. И моравме да купиме материјал по негов избор, па да се облечеме така и да си направиме една приказна. И тој во секој мој начин на облекување, во секоја моја модна комбинација, во ствари си наоѓа нешто, леле, мама, денеска како на Хари Потер учителката личиш. Во следна прилика, не знам, сум била како некои чудни називи што јас не ги знам, како некој гуштер, па после не знам како ајде таму што се не беше, риба, тара, пајма. Или бидејќи сум била карирана, било тоа, не знам, се чувствува нова година, а уствари нели карираното си има своја символика и значење кога се носи. И така тие приказни ги објавуваме на Facebook и Instagram. На некои им се интересни, па малку сме во некогаш во прекин, па ќе почнат да ми се јавуваат, ајде, што направивте? Одамна немате нешто прекажа. Меѓутоа, да, целта ни е малку поинаков пристап да дадеме на модата. И тука сакам да го вметнам и она еколошкиот пристап кон модата, recycle, restyle и reuse, што мислам дека како најголем загадувач облеката, текстилот, треба малку повеќе да се промовира. Инаку во слободно време така, шкрткам па нешто, прво ги украдов фломастерите на Тими, а после почнав прво со фрактали, една моја пријателка, Весна, таа црташе, ја проследив незината објава и тоа е некако даја како медитативно сликање, нели, се опушташ, шкрткаш, па после боиш и што ќе ти излезе. Така, си го наоѓаш начинот на кој што се опушташ и на кој што уживаш. Не сакам да имам слободно време. Не сакам во залу да го трошам времето. Убаво е да си има слободно време, но креативно исполнето.
И да, во 2015 имав операција на тумор и сметам дека секој ден е благослов и дека треба да се користи за убави нешта, да си го смениме мајндсетот со тие негативни коментари, негативни зборувања, туку мислам дека секој може да направи нешто убаво, нешто креативно, за да се промени светот на убаво. Така, да бидеме позитивни, како Да. што си ти, како што ни ја внесе енергијата и да се вратиме на какаото за крај. Што ќе им препорачаш на сите оние кои што имаат некоја визија? Дали може македонски производи од нула да се почне за да стане бренд? Мислам да. Само треба време и да си ги најдете вистинските луѓе. Мислам да, на убав чекор сме на добро да го развиеме производот, бидејќи верувам во мојот тим, Горан и Флорим. Да. Да, супер сме екипа. Дури некако и сами ни се јавуваат луѓе, знаете, прашуваат. Па за кратко време со убави вести се надевам дека ќе стигнеме во новата година. Јас ќе ви посакам, имајте убави празници, убав Благодарам. пласман, убави продажби, развивање Благодарам. на брендот, па да се видиме уште посрекни и уште попозитивни. Благодарам. Останете ми во добро здравје, останете ми со убаво. Благодарам на поканата и среќни празници се негово. Благодариме. Јас ви благодарам на вистина убава, топла, искрена приказна која што потврдува дека вербата во нешто и нашата силна посветеност и желба да дојдеме до целта чуда може да направи.